Како што видовте денеска е потпишан меморандум за соработка помеѓу Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и Агенцијата за национална безбедност, предводена од директорот господинот Виктор Димовски. Овој меморандум за соработка опфаќа повеќе точки. Меѓу поубитните само би ги спомнал одвивање на практична обука за студентите од нашиот универзитет, понатаму користење на библиотечниот фонд на универзитетот за потребите на агенцијата, понатаму помош и заедно помагање околу некои стратешки документи што се важни за агенцијата од страна на универзитетот. Исто така предвидени се и од нивна страна помош за нашиот универзитет од аспект на школарина за студирање некои од студентите, па дури предвидено и вработување на младите кадри кои што дипломираат на нашиот универзитет, кои што ќе бидат фактички селектирани од страна на агенцијата за потребите на истата. Секако дека ќе биде оваа соработка проширена и на полето на научно-истражувачката дејност, на полето на апликативната дејност, и се надевам со оваа иницијатива навистина дека ќе се етаблира една долгогодишна соработка помеѓу оваа и tekako важна агенција за безбедност во нашата земја, која што навистина е од суштинско значење. Јас сакам да му се зблагодарам на директорот за иницијативата за овој меморандум за соработка што денес го подпишавме и фактички со негова имплементација почнуваме од денес. Добро. Ми беше големо задоволство денеска што имавме можност со господинот Јанкуловски, ректорот на најстариот македонски универзитет, да подпишеме меморандум за соработка. Со овој чин, всушност, влегуваме во финалната фаза на реформите на безбедносниот сектор и на Агенцијата за национална безбедност. Подпишувањето на денешниот документ ќе ни овозможи да ја унапредиме соработката со овој универзитет во повеќе области кои што ги спомена ректорот, пред се во научно-истражувачката, апликативната дејност, во подготовката на стратешки документи, во работењето на стратешки проекти. Меѓутоа, за нас од особена важност ќе биде можноста во соработка со универзитетот да понудиме можност на најдобрите студенти на македонските универзитети, во овој случај на Универзитетот Свети Кирил и Методи, да понудиме вработување во Агенцијата за национална безбедност. Секако нашите можности не се преголеми, меѓутоа преку овој чин сакаме и да упатиме порака до македонските најдобри студенти дека можат и треба својата иднина да ја гледаат во нашата земја, да не ги праќаме подготвени, едуцирани во странските земји. Се надевам дека овој прв чекор ќе биде успешен. Во текот на утрешниот ден и во текот на наредната недела ние ќе направиме исто така, ќе подпишеме вакви меморандуми за соработка и со останатите државни македонски универзитети и мислам дека правиме еден значаен чекор во унапредувањето на соработката во областите каде што имаме заеднички интерес, меѓутоа и во интерес на функционирањето на државните институции, во овој случај на Агенцијата за национална безбедност. И ја користам ова прилика и јас да искажам благодарност и за спремноста за соработка и за ургентниот одговор од страна на ректорот на нашата иницијатива за склучување на денешниот меморандум. Нас ни требаат кадри од повеќе факултети и од областа на општествените и од областа на техничките науки. Веднаш после ова ќе следат следни чекори, ќе ги добиеме листите на најдобрите студенти во изминатите неколку години и во една заедна соработка ќе се обидеме во тој заеднички договор да видиме што е она најдобро што одговара за вработување во нашата институција.
Граѓанскиот совет за мониторинг на безбедносните служби истакна дека реагираше дека немаат услови за работа и со тоа не се исклучува можноста незаконско работење во ОТА и конкретно еве АНБ, како што алармирате, како го коментирате ова? Видете, ние имавме средби со представниците на таа организација, да кажем, со тие представници и ја искажавме како Агенција за национална безбедност нашата спремност да бидеме во целост отворени со нив. Ги отворивме нашите врати, ја понудивме нашата соработка и мислам дека имаме изворена комуникација. Проблемот на просторно сместување, на условите за работа е работа за која што ќе треба да се обратите вие, а и тие на македонскиот парламент. Обвинува дека може да има незаконско работење. Тој момент како ќе го искоментирате? Агенцијата за национална безбедност функционира 4 месеци, од 1 септември минатата година. Во изминатиот период направивме согласно и нашата оценка и оценката од стратешките партнери со кои комуницираме, значени чекори. Го завршивме процесот на селекција успешно и сега се обидуваме да го возобновиме персоналот со свежа крв од македонските универзитети. Ова дене што го правиме. Ја финализиравме изработката на внатрешната легална рамка на функционирање на институцијата и сега сме во фаза на оформување на легалната рамка за соработка со останатите државни институции во нашата земја. Периодот е прекраток, можеме да ветуваме, меѓутоа јас сакам да ве уверам, тоа го знаат и вработените во оваа комуникација, дека задачата што ја имаме, да го реформираме безбедносниот сектор, да ги избегнеме замките и злоупотребите кои што беа правени во минатото и впрочем точно поради кои се приде кон реформа на безбедносниот сектор, агенцијата нема да падне во таа замка. Ние ќе продолжиме да работиме согласно со законот, ние ќе продолжиме да се координираме и со регионалните и со меѓународните безбедносни институции од стратешките интегративни процеси кон кои се стремиме и убеден сум дека сме на вистинскиот пат. Впрочем, да оставиме времето ќе покаже, а вие, медиумите и јавноста ќе бидете најдобар судија дали ова што го зборуваме е вистина или не е вистина. Го споменавте кадарот, што ќе биде со оние од ДУБК кои што не добија решение за работа во АНБ, каде ќе одат тие кадри? Согласно Законот за Агенција за национална безбедност, ние селектиравме околу половина од претходно вработените во Управата за безбедност и контраразузнавање. За сите останати гарантирано е место во Министерството и тие останаа да работат, продолжија да работат во Министерството за внатрешни работи, а дел од нив кои евентуално би имале проблеми со безбедносните сертификати би работеле во останатите државни институции. Значи, согласно законот, на сите порано вработени во УБК им е гарантирано место во државната администрација.